Управата за јавни приходи ги потсетува даночните обврзници дека крајниот рок за проверка и потврда на годишната даночна пријава за 2025 е 1 јуни 2026 година, поради тоа што 31 мај паѓа на неработен ден. Граѓаните кои оствариле приходи во 2025 година треба навреме да извршат увид во пријавите преку системот е-даночни услуги, да ги потврдат или коригираат податоците. По истекот на рокот, непотврдените пријави ќе се сметаат за конечни, додека коригираните ќе бидат предмет на одобрување од УЈП. Од институцијата информираат дека се генерирани вкупно 862.896 даночни пријави за 2025 година, што е за над 21.000 повеќе од претходната година. До сега се потврдени 27.788 пријави од страна на граѓаните. УЈП посочува дека податоците се користат и од други институции за утврдување на права на граѓаните, поради што нивната точност е од особена важност. Дополнително се потсетува дека лицата со поголеми остварени приходи може да имаат обврска за ДДВ регистрација. Кај обврзниците со утврдена доплата на данок по истекот на рокот ќе се генерира налог за плаќање, додека оние со повеќе уплатен данок може да поднесат барање за поврат. Од УЈП апелираат граѓаните навреме да ги проверат и потврдат своите пријави. За дополнителни информации им се достапни телефонските линии и електронската пошта на институцијата. Војната академија Генерал Михаило Апостолски Скопје објави конкурс за запишување студенти питомци за потребите на Министерството за одбрана и на армијата на Република Македонија и студенти за потребите за управување со кризи, заштита и спасување на прв циклус студии во учебната 2026-2027 година. Министерството за одбрана упатува повик до сите млади лица кои сакаат своето образование и работна кариера да ја продолжат како идни офицери во рамки на македонската армија и ги исполнуваат критериумите согласно објавениот конкурс, да ја искористат можноста и да се пријават на истиот. На конкурсот може да се пријавуваат кандидати кои се македонски државјани со завршено 4-годишно средно образование, да не се постари од 21 година на денот на пријавувањето и поднесувањето документи, да се психофизички способни, што ќе утврди воено-лекарска комисија. Израел објави дека губил новоназначениот командант на вооруженото крило на Хамас во Газа, 10 дена откако губи неговиот претходник. Израелската војска соопшти дека Мохамед Одех е убиен во воена операција во Газа. Роднина на командантот ја потврди неговата смрт за Ројтерс и објави дека погребот ќе се одржи во Газа по пладневната молитва. Хамас се уште не објави официјално соопштение, но во соопштенијата од неговото семејство се вели дека тој е убиен заедно со неговата сопруга и син. Здравствените служби во Газа објавија дека најмалку 6 лица се убиени, 20 се ранети во израелскиот напад во областа Римал. Спасувачките служби се уште се на терен, пишува Ројтерс. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Одех бил шеф на разузнавачка служба на Хамас на денот на терористичкиот напад на милитантната група врз Израел на 7 октомври 2023 година. Нетањаху додаде дека Одех бил назначен пред околу една недела за наследник на Ис Алдин Ал-Хадат, врвниот воен командант на групата кој беше убиен од Израел на 15 мај. Извори блиски до Хамас не го потврдуваат назначувањето, но се согласуваат дека тој се смета за можен наследник на Хадат, бидејќи бил шеф на војното разузнавање, веројатно последниот преживеан член на високото раководство на вооруженото крило. Неколку часа пред нападот Израел објави дека ги проширил копнените операции врз Либан. Исто така ги засили своите воени активности на Западниот брег. Украинскиот председател Володимир Зеленски испратил литно писмо до американскиот председател Доналд Трамп, во кое предупредува за сериозен недостиг на системи за воздушна одбрана, особено антибалистички капацитети. Во писмото се наведува дека Украина речиси целосно зависи од Соединетите Американски држави, кога станува збор за одбрана од балистички ракети, додека резервите на системите Патриот и други западни пресретнувачи се на критично ниско ниво. Украинските власти истакнуваат дека засилените руски воздушни напади дополнително ја оптоваруваат одбранбената мрежа, при што во еден од последните масовни напади биле лансирани десетици ракети и стотици беспилотни летала.
Амбасадорката на Украина во Соединетите Американски држави го доставила писмото до Белата куќа и до Конгресот со барање за итно зголемување на испораките на противвоздушни системи и ракети Патриот. Киев предупредува дека тековната динамика на испораки преку програмата за војна помош не е доволна за да одговори на интензитетот на руските напади. И покрај тешката ситуација, Зеленски во писмото изразува уверување дека украинското небо може да биде заштитено со поголема поддршка од западните партнери. На повеќе места денеска ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и услови за појава на град, соопшти управата за хидрометролошки работи. В петок и во сабота времето ќе биде стабилно со пониски температури. Од недела температурите повторно ќе бидат во пораст. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, прогнозира управата за хидрометролошки работи.